Што читавте кога бевте деца? Дали браќата Грим и нивните бајки, дали басни од Езоп, задолжителни лектири, можеби народни приказни од Марко Цепенков или едноставно стрипови? Што и да сте читале, верувам дека ви било задоволство. На времето се читаше онака од кејф, од мерак, а не како денес кога треба да ги одлепиме децата од таблетот, од смартфонот или компјутерот, за да ги убедиме да ја прочитаат барем она задолжителна лектира. Што денес, како возрастни, како родители, како баби и дедовци, би им препорачале на вашите деца и внуци? Има ли некој наслов, некоја книга која што ви оставила особен впечаток, која што го одбележала вашето детство или младост? Доколку не ви текнува ни еден наслов, доколку немате препорака, тоа што останете со нас, затоа што денеска се со нас Ана Димовска и Викторија Димитровска, кои што и тоа како имаат добра препорака. Добре ни дојдовте. Добро ве најдовме. Добро утро. Што од вашето детство или вашата младост се сетите како наслов? Има ли некоја добра книга што секогаш ви паѓа прво на памет како добра книга од детството? Па еве јас, на пример, кога го поставивте претходно ова прашање, размислував што е тоа што ми оставило впечаток во детството и ми текнува дека бев многу горда на себе кога во трето одделение прочитав книгата Хаклбери Фин, која што во тоа време имаше 300 страни и тоа беше еден виден успех за мене дека може во трето одделение да прочитам дури 300 страни или во текот на летниот распуск. А подоцна веројатно сум ги читала и Алиса во земјата на чудата, бајките од браќа Грим се разбира, а уште подоцна Малиот принц веројатно стана една од омилените книги. Ана, на што се сетиш? Прв фаворит кој што ми падна на памет дефинитивно е Хајди, кој што почнав да читам и многу порано ми се чини дека тоа беше лектира за 6-то или 7-то одделение во тоа време. Уште во 3-то и 4-то ја препрочитував секој летен распуск по неколку пати, многу ми се допаѓаше приказната и никогаш не ми здодеваше. Бидејќи работите со деца во рамки на вашата фондација Чекор по Чекор, конкретно проектот со читање до лидерство, постојано сте во контакт со ученици. Што е она што сметате дека го читаат денешните деца или под принуда само се чита? Каде се изгуби таа навика да се чита од задоволство? Па ние правиме истовремено истражување како фондација која што спроведува проект кој што една од главните цели е зајакнување на јазичната писменост кај учениците од прво до трето одделение, што значи уште работиме со оние најмали ученици. Инаку според новата програма учениците вистински се описменуваат дури во второ одделение, тогаш ги учат буквите и учат да читаат, така да кон крајот на второто одделение веќе имаат некоја почетна писменост која што повеќе се развива во третото одделение, така да веројатно не ги читаат истите оние книги што ние сме ги читале претходно. Меѓутоа, во нашето истражување, како што спомнав, имаме различни фактори кои влијаат врз читањето, кои што ги истражуваме, како например дали имате и дополнителни книги во домот, односно дали децата се изложени на различна литература, на книги, на списанија, на сликовници. И потоа исто така прашуваме дали читате дома сами или во друштво на родителите, на баба, дедо, на брат, сестра. И она што е зачудувачки е дека оние деца кои што имаат дома книги, кои што читаат со родителите, имаат подобри резултати на сите оние што ги викаме инструменти за процена на јазичната писменост, каде што меѓу другото се мери и тоа колку течно читаат децата. Така да тоа е значителен фактор. А кога станува врзани задолжителни лектири, сметате ли дека не се внимава можеби доволно за да им бидат привлечни, туку се гледа само да бидат дел од наставната програма според она што е осмислено од Бирото за образование и Министерството за образование, а децата прво нешто што го кажувате е досадни се. Колку може да влијае изборот на задолжителни лектири во рамки на образованието през желбата, волјата да се чита, потребата да се најде нешто друго од некој автор чија што лектира ја прочитале па да се допрочита? Така, се разбира дека е многу тешко на секое поле да се направи еден генерален избор кој што ќе ги задоволи интересите и потребите на сите, така што постоењето на задолжителни лектири и кај нас, така што мораме да се бориме околу еден, а понатаму оставаме како на волјата на ученикот, меѓутоа се разбира секогаш поттикнати од страна на родителите, останатите членови од семејството, заедницата и наставниците, да им понудуваме постојано литература дополнителна, која што ќе биде, секогаш треба да имаме предвид кои се нивните интереси, бидејќи со тоа ќе постигнеме нели поголеми шанси дека детето ќе ја чита и ќе ја препрочитува таа сликовница или книга, например, ако детето има интереси за спорт или за игри со колички, секој пат треба да се стремиме да наоѓаме такви материјали за читање, бидејќи тогаш ќе можноста да биде прочитана таа книга и
Кога ги споменавте родителите, бабите и дедовците, како оние кои што треба да бидат поттикнувачи на љубовта кон книгата, на читањето, ги прашавме граѓаните во Скопје што тие би им препорачале на своите деца и внуци, што читале во своето детство, во својата младост и колку тоа им останало во сеќавање. Еве што ни одговори. Сите возрастни еднаш биле деца, но само неколку од нив паметат, ке рече Антоан де Сент-Екзепери преку зборовите на неговиот и наш Малиот принц, карактерот кој го одбележа сечие детство. Но тој не е единствениот лик кој продолжи да живее со нас. Многумина и денес со задоволство и носталгија се сеќаваат на Зоки Поки, Големи и мали, Орхан, Пипи долгиот чорап, Возот снег, Втората смена, Малиот принц, Гулеверовите патувања Хајди, лектири кои го одбележаа нашето детство. Но денес, во добата на дигитализацијата и технолошките достигнувања, времето на читање книги за децата на училишна возраст како да е поминато и истото е заменето со играње компјутерски игри и виртуелна комуникација на социјалните мрежи. Ова го потврдуваат и многу родители, баби и дедовци, кои велат дека слободното време што го имаат нивните деца и внуци, се помалку го поминуваат дружејќи се со книгата, за разлика од порано, кога, иако немало толку библиотеки и книжарници, сепак се читало кога и да се укаже прилика за тоа. Дали како дете читавте лектири, се сеќавате ли на некои книги од детството? Сигурно сакат. Не, се сеќавам и на книгата Пинчи го виде Тита. Вие сте читале таа, не? Па, само тогаш ние ја учевме овет. Сме читали книги како на детството, ние млади сме, не сме во години. Кои книги го одбележаа вашето детство? Книги, например, во средно најубави книги се. Ратимир, Ана Каранина, Монте Христо. Грофот, Монте Христо, да. Зоки Поки, Возот снег, Хајди, се сеќавате ли на тие книги? На тие книги не се сеќавам. Ние повеќе игравме, помалку книги читавме во детството, игри игравме. Например, вие не знаете, Клиска во Крушево ние си игравме, Триц, на Чукарка, на Јашици. И денешниве деца играат игри, меѓутоа тоа се компјутерски игри. Читаат ли денешниве деца книги или повеќе се на компјутерите? Денешните деца читаат книги тие деца кои што родителите му читале и се повеќе со децата дома. Тие деца учат дома. А родителите кои што забегале по пари и по некои фирми, децата нивни не учат. Значи имате на поговорка српска, сваки штедач има свој потрошач. Се тие брзите пари брзо му бегаат, али не како пари, како деца му бегаат. Гулеверовите патувања, Робинзон Крусо, некои од книгиве се сеќавате? Чисто добро, се сеќам од сие за сите. И уреде. Будат ли спомени кај вас? Будат. Будат, има после тоа многу подобри книги, повеќе ми оставија впечаток него тие детските. Така, кои се тие? Па да речеме Ремак, на Запад ништо ново, па од Зилахи некој Арарат. После од Кронин. Па и Кронин, не знам, што има доста. Читаат ли денешниве деца така многу како вие порано? Колку што гледам, не. Не. Која е причината? Може би дигитализацијата и модерниот начин на живење ги оддалечи децава од книгите? Најверојатно со овие компјутери се забавјаат повеќе. Најголем печаток ми остане под игот од Иван Васов. Тој бугарски писател. Од тоа време наше се читаше доста. Гроф Монте Христо. Подиго и како се калеше Челикова наше време, тоа руски писатели. Тие. Ратимир и тие обавезо. Васко де Гама. В тоа време беше така, тие книги беа важни. Во тоа време немаше книги, немаше ни библиотеки, корасени. Тоа е тоа. Посебно на старост, веќе почнане многу помалце да читам, ама очите откача. И така.
За жал се почесто има ученици кои читаат со сила, најмногу за да го исполнат барањето на своите родители. Во просек секое дете чита барем по 2 до 3 дела предвидени за обработка во текот на учебната година. Но читањето книги не треба да се свати само како занимација и исполнување на слободното време. Тоа е важно заради општа култура, подобар речник, духовно збогатување, поотворени видици и поглед на светот. Токму така, духовна култура, отворени видици, подобро изразување, тоа се и дел од целите на вашиот проект со читање до лидерство. Кажете ни нешто во кратки црти како во текот на спроведувањето на проектот согледавте што треба да им го пружите на децата и кон што да ги насочите. Па како што споменав и претходно, правиме ние истражувања во таа рамка на компонентата за процена на јазичната и математичката писменост, затоа што не сме фокусирани само на читањето, туку малку погенерално и на математиката и како ја совладуваат. И во рамките на тие истражувања, значи освен тоа што ги вршиме процените директно со учениците од второ и од трето оделение, правиме и дополнителни истражувања, односно имаме прашалници до директорите на училиштата, наставниците кои што предаваат во оделенска настава, меѓутоа и родителите, бидејќи родителите и локалната заедница, како што веќе кажавме, се многу важен фактор за да влијаат врз поттикнување на писменоста кај учениците. Во однос на оние резултати кои што ги добиваме од овие истражувања, ги користиме за да можеме да ги адаптираме сите други активности кои што се спроведуваат во рамки на проектот. Па така, например, во моментов се вршат обуки за самите наставници за развој на јазичната писменост, односно ги подсетуваме на некој начин наставниците кои се оние едноставни техники во однос на учење на буквите, учење да читаат, да го разбираат тоа што го прочитале, затоа што тоа е една од најважните работи во читањето, не е само да се прочита, ако не се разбере што е она што се прочитало, и како тие техники да ги споделат со родителите. Бидејќи за жал наставниците нели работат со 30 на ученици во текот на еден училишен ден и треба оваа работа, бидејќи немаме доволно време да се посветиме на секој ученик посебно, да продолжи и во домот со родителите, со бабите и дедовците кои за среќа или за жал се повеќе присутни во домот и повеќе се грижат за децата отколку родителите. Истовремено веќе рековте дека како да ги одвоиме децата од телефоните, лаптопите, таблетите. Значи не можеме да ги одвоиме затоа што за жал ние живееме во една дигитална ера, не сме технофоби да се плашиме од технологијата, меѓутоа затоа нашиот проект има развиено и дигитални ресурси за читање и токму овие сите сликовници кои што ги гледате денеска тука, ние ги имаме развиено и како дигитални содржини, па ако веќе не можеме да ги одвоиме, тогаш барем да им понудиме да читаат нешто што е соодветно на нивната возраст и интерес. Споменавте денеска ги промовираме овие 20 сликовници, сработи за нова едиција. Кој е авторот, каква е содржината, како ги биравте темите, за која возраст се прилагодени? Така, станува збор значи за наслови кои што се одбрани по пат на јавен конкурс пред неколку години во рамки на меѓународната асоциација Чекор по Чекор. Фондацијата Чекор по Чекор Македонија е членка на таа меѓународна асоциација и овој повик бил отворен пред за автори на текст и илустратори од целиот свет. Одбрани се поголем број на наслови, од каде што во потесен избор влегоа токму овие 20 наслови на сликовници кои што ние ги одбравме, ги прилагодивме на македонски и албански јазик и ги спакувавме во една убава колекција под наслов Нашата прва библиотека. Оваа колекција, освен 20 наслови сликовници, содржи и прирачник со активности, кои што ќе им помогне и ќе ги поттикне наставниците и родителите да прават различни активности и игри на темите кои што се застапени во овие 20 сликовници. Значи, за секоја од овие 20 сликовници има барем по 3-4 идеи за активности кои што може да се спроведуваат. И исто така има во оваа колекција и постер за темите кои што се застапени во секоја сликовница. Одделно станува збор за најразлични теми од реалниот секојдневниот живот кои што им се блиски на децата, кои што често знаат децата да не потпрашуваат прашање на тие теми, па еве можеби овие сликовници ќе бидат добар повод да започнеме разговор на некои од тие теми. Тука подразбираме значи пријателство, другарство, односи во семејството, социјални прашања, некои од нив и горливи прашања. Значи имаме на пример сликовница за дете кое што расте во значи во дом за деца без родителска грижа. Тука ги запознаваме различните земји и култури
и останати социјални прашања и прашања од секојдневниот живот, така што има понешто за секој вкус и за сечи интерес. И оваа колекција, нашата прва библиотека, ќе отпатува во секоја училница по оделенска настава во сите 350 основни училишта во земјата, како и во сите библиотеки училишни. Значи, ќе дистрибуираме во периодов кој следи над 88.000 сликовници или над 4.500 пакетчиња. Ово се за таа возраст од прво до трето до четврто оделение, верувам дека така се и прилагодени, што е со ние со постарите. А и да речеме дека навиките се градат во тој период, можеби од градинка до трето, четврто, меѓутоа како да се поттигнат оние постарите? Имате ли некакви планови во рамки на фондацијата или во рамки на самиот проект за анимација и на повозрастните деца, ученици до 9? Па, например, ние сега се фокусираме на овие деца, меѓутоа се разбира дека може да ги читаат и поголемите, повозрастните деца, бидејќи, како што кажа Ана, овдека се обработуваат теми од секојдневниот живот, кои што се навистина некои многу комплексни. Значи, секогаш може да се чита во различни нивоа оваа сликовница. Значи, за децата од прво оделение, веројатно ќе посветиме внимание на некои видливи аспекти, меѓутоа оние ученици кои што се повозрастни над 5 оделение, веројатно може да откријат некои скриени значења кои што се кријат во овие сликовници, бидејќи не се бајки исказни, туку се навистина реални. Значи, дури зборуваме во една од сликовниците и како децата да се справат со смртта на некој од своите најблиски. Така и активностите се прилагодени, значи имаме и активности за деца кои што може да се спроведуваат во градинка, да речеме, значи наедноставни набројување предмети, броеви, редење по големина, меѓутоа имаме навистина и активности во кои што и самите родители или наставници би требало да се замислат за своите искуства, за како тие се справиле со одредена ситуација или дали би постапиле како ликот што постапил во книгата, за да можеме да ги поттикнеме на размислување и градење и многу други вештини, не само значи читањето, бидејќи читањето за да се стекне навика за читање се гради од прилика до 4-5 оделение, а потоа се чита за да се учи, односно читањето е само една споредна, да речеме, вештина која ни овозможува да го осознаеме светот. Па токму заради тоа можеме да ги градиме социјалните вештини, вештините за личен развој, потоа вештините за изразување на чувствата, што е исто така многу важна вештина за емоционалниот развој на децата и така. Тројста гледачите имаат можност на своите деца или внуци да им подарат по една од овие сликовници. Ве очекувам да се јавите и да добиете по еден наслов, а додека да се јавите, оние кои што нема да имаат среќа да добијат на подарок една сликовница ова утро, има ли можност да се купат и да биде ли дистрибуирана едицијата до книжарниците или исклучиво само до училиштата и до одделенските наставници? Значи, за сега не е ова комерцијална услуга. Американската агенција за меѓународен развој USAID во соработка со фондацијата Чекор по Чекор ги донира во сите училишта. Сега моментално сме значи во комуникација и во план да ги дистрибуираме и до градските библиотеки во сите поголеми заедници, така што ќе гледаме да ги направиме што подостапни на сите јавни места како училишта, библиотеки и слично, меѓутоа не може комерцијално да се набават. Така што ги поттикнуваме да ја посетат училницата на нивните деца, сите родители, баби и дедовци, таму да позаемат некоја сликовница доколку сакаат. Да. А денес во 12 часот на Пладне и официјалната програма на збирката Наша прва библиотека. Настанот ќе се случува во Младинскиот културен центар во Скопје. Ние традиционално еве веќе трета година во месец септември имаме секој пат некој голем повод да славиме, бидејќи месецот септември. Се зборуваме за славењето, само да ги вклучиме гледачите да не ни останат на линија. Добро утро, дали се слушаме? Да, добро утро. Со кого си кажуваме добро утро? Ана на телефон, баба на 2 внучиња. Да се живи и здрави внучињата. Ме радува што добив, кои обожаваат сликовници. Моментално го чувам помалото, еве пушта некоја музика, тука галами. Те читате приказна. Девојчиња или момчиња се внуците? Момчиња. Момчиња. Те избереме некој наслов кој што е посоодветен, ете да речеме за момчиња, можеби со главниот лик момче, затоа што обично момчињата велат, ако е главниот лик на сликовницата девојче, тоа е сликовница за девојчиња. Во секој случај оставете го вашето презиме во режија за да може да ви оставиме сликовницата на пријавницата на Сител телевизија и да си ја подигнете веднаш по завршувањето на емисијата. Благодарам што не следите и што ни се јавивте. Одиме со гледачот на другата линија. Добро утро. Добро утро.
Повелете, кој ни се јавува? Филип Петров. Филип Петров, имате деца, внуци на кои што би била корисна некоја од овие сликовници? Да, внука има. Да е жива и здрава внуката, се израдувате со одличен подарок. Благодарам што не следите и вие и за вас важи истото, секако книгата ти си ја подигнете на приемницата на Сител телевизија веднаш по завршување на емисијата. И доколку го имаме и третиот гледаш да го вклучиме. Добро утро. Се слушаме, да. Добро утро, повелете. Ало, добро утро. Добро утро. Ја гледам емисијава и сакам да добијам една сликовница за внучето. Вашето име и презиме? Долбовска Ленка од Прилеп. Господја Ленка, и за вас важи истото. Добивате една сликовница. Машко е внучето. Добро, се бираме за момче. Ако ништо друго, барем да биде сина боја на корицата, така? Добро, а како ќе ја подигнам книгава? Било кој може да ви ја подигне на приемницата на Сител телевизија. Вие којато доаѓате во Скопје може би да најдете некој начин некој да ви ја испрати. Во секој случај тоа може и да го договараме по завршувањето на емисијата. Оставете и ваш контакт телефон. Добро. Благодарам што ми се јавивте. Добро, фала. Ајде. Убав ден. И да прозбориме уште на кратко за славењето што славите овој септември. Овој септември освен секако едицијата. Така, го славиме секогаш септември како месец на писменоста, бидејќи токму во овој месец е меѓународниот ден на писменоста на 8 септември, значи се поклопува и со нашиот празник, меѓутоа ние сепак целиот месец септември го славиме како месец на писменост, месец кога се враќаме во училишните клупи, па така секогаш наоѓаме некој голем повод да прославиме. Пред 2 години официјално го почнавме проектот на УСАИД со читање до лидерство. Минатата година на реновираниот детски креативен центар при Младинскиот културен центар во Скопје. И оваа година токму во истиот тој простор кој што веќе од минатата година е реновиран, обновен, опремен и збогатен со ресурси и активности за читање и математика, ќе ја одбележиме промоцијата на збирката нашата прва библиотека. Денес точно на Пладне почнуваме значи во фоајето на Младинскиот културен центар, па еве и отворена покана на сите оние кои се заинтересирани и слободни да дојдат заедно со своите деца и да бидат дел од оваа промоција. Така, бидете дел од промоцијата со оваа библиотека. Ете, доближите и многу теми на вашите деца, нови приказни кои што досега не ги слушнале и тоа е многу значајно. Благодарам што утре бевте дел од Ја сакам Македонија, посакувам успешна промоција и верувам дека ќе изредувате многу ученици во низ цела Македонија.